Работењето на компанијата Лакталис од Битола, која денеска ја посетив, е вистинскиот показател за успешноста на планот за економски раст, поставен во 2017 година, преку кој владата е на правиот пат да обезбеди економски раст и развој на нашата земја. Оваа компанија, која преработува млеко и врши производство на сирења, успешно го заврши првиот инвестициски циклус за 2018 и 2019 година, за кој преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции беа исплатени над 1 милион денари за пораст на капитални инвестиции и приходи и конкурентност на пазарот. Тоа што особено ме радува како вице-премиер е фактот што ја охрабривме Лакталис да влезе во нов инвестициски циклус, што таа го направи во 2020 година, за што подпишавме договор во времетраење до крајот на 2024 година за мерките поддршка на пораст на капитални инвестиции, приходи и конкурентност на пазарот. Само за првите 2 години на Лакталис владата ја има исплатено над 12,5 милион 12 милиони и 500 илјади денари. Целта на планот за економски раст и за поддршка на компаниите е партнерски, да ги поддржиме компаниите како Лакталис, да инвестираат, да се развиваат и секако да отварат нови работни места за нашите сограѓани. Само во Пелагонискиот регион исплативме над 506 милиони денари за 77 компании во периодот 2018 до 2022 година, со што допринесуваме за рамномерен регионален развој. Минатата година се подпиша преку 270 договори за поддршка на компании низ целата држава, кои влегува во инвестициски циклус од околу 145 милиони евра, а ќе креираат повеќе од 3700 работни места во наредните 5 години или до завршување на проектниот циклус на нивните инвестиции. Благодарам. Изминатиот период беше многу тежок, како за Лакталис Македонија, така верувам за останатите компании, како во регионот, така и во земјата. Се соочивме со сите можни кризи, значи се соочивме со економска криза, со инфлација, се соочивме со енормно зголемување на цената на енергенсите, со недостиг на потребните суровини, репроматеријали. Меѓутоа во сето тоа гледам дека 2022-2021 всушност беа години што ни донесоа големи предизвици, не проблеми, но меѓутоа предизвици. Сите тие предизвици беа успешно надминати. Благодарение на поддршката на владата што имавме во изминатиот период, Лакталис успеа да ги оствари своите планови. Значи имаме зголемување на профитот, апсолутно, зголемување на нашето производство, зголемување на извозот и нормално работа на сите тие нешта што ни се клучни за нашиот бизнис. Имавме големи инвестиции, како во делот на производството, така во делот на откупот на млеко. Работевме на зголемување и подобрување на условите на откуп на млеко со нашите кооперанти. Работевме на зголемување на нашите услови и подобрување на нашите услови на производство, што им овозможија не само зголемен волумен на производство и подобар квалитет и безбедност на нашите производи, туку и подобри услови за работа за нашите вработени. Се тоа немаше да биде возможно доколку владата на Република Северна Македонија немаше да не го направеше потребното вложување и потребната поддршка на инвестициониот циклус во Лакталис Македонија. Секако 2023 година ќе биде година во која што ќе продолжиме понатаму со нашите вложувања. Инвестициите не запираат, бидејќи Лакталис Македонија е компанија што е извозно насочена, извозно ориентирана и мораме да работиме како на зголемување на нашите продажни и производствени волумени нормално, така и да подобрување и на квалитетот и проширување на портфолиото со цел нашите производи да бидат дел од трапезите на како на земјите во регионот, така и на дел од земјите во светот.